Почитувана колешке, ќе се задржам на 2-3 теми од вашето излагање, повеќе од аспект на здравството. Кажавте дека се воведени 2 нови вакцини. Честитам за тоа, но кажите што е со вакцините со пројден рок и до кај истрагата за тоа. Јавноста се уште не е запознаена. Тоа е првото прашање. Второто прашање, конкретно од Тетово, веќе 2 генерации не се вакцинирани од дитепер и дите полио. Зошто нема вакцини кога имате толку голем буџет? Зошто баш во Тетово, или може би е секаде истата слика, па не сакате да го согледате тој проблем? Треба за ова јавно да ја одговорите на јавноста како член на Комисијата за здравство од партијата која што во моментов раководи со Министерството за здравство. За инсулините, кажавте дека е зголемен буџетот, но на јавноста не ја одговоривте што стана со тој инсулин што е уништен, кој што се уште имаше важност. Инсулин за кој што знаеме дека максималната важност на употребливост на еден инсулин е 30 месеци, овој што уништен беше со рок до 7 месец 2020 година, што значи дека е набавен во ваше време. Зошто за ова нема епилог и зошто јавноста не е известена соодветно на ова? Воедно кажавте дека има определено средства за реконструкција на болницата во Струмица и до опремување на болницата во Кичево. Болницата од Струмица да работавте, одамна ќе беше завршена. Додека болницата во Кичево треба само да се набави медицинскиот мебел кој што е потребен за да профункционира. Но, како и се друго што работите и што велите ќе, така и ова, свесно го чекавте да дојде предизборна година, за да се зголеми буџетот и платите. Од аспект за платите на здравствените работници, треба да ве подсетам да си го прочитате одново планот за живот од 133 до 140 стана, што све ветивте од аспект за здравството и точка по точка да им одговорите на здравствените работници и на сите жители на Македонија, до кај сте со реализација на таа програма. Кажавте дека пензионерите што земаат пензија помалку од 14.000 денари се ослободени од партиципација. Тоа е мерка која што е стапена на сила уште 2015 година, затоа е коректно да го кажете дека тоа е веќе од петоа внесено во законска регулатива. Во вашата програма План за живот ветивте бесплатно болничко лекување за сите. До кај сте со исполнување на тоа ветување? Од аспект за труд и социјала, значи кажавте дека има мерка за минимален паричен надоместок за лица кои што наполниле 65 години, кои што немаат никакви примања и никаков имот. Колку лица од вашата општина се корисници на оваа мерка? Благодарам.